на највисоко политичко ниво формиран е комитет за интеграција во НАТО, кој ќе го раководам јас и со кој ќе копредседаваат заменик председателката на владата и министар за одбрана Радмила Шигеринска, заменик председателот задолжен за европски прашања Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. На работно ниво го формиравме работниот комитет за интеграција во НАТО, кој го раководи националниот координатор за НАТО интеграции, господинот Стево Пендаровски. Процесот на планирање е веќе започнат. Подготвуваме план за имплементација на реформите во согласност со индикативната програма на НАТО за продолжување на реформите. Како што е познато, посебен акцент ќе биде посветен на владење на правото, судските реформи, борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформите во одбранбениот сектор и реформите на безбедносните служби. Силната поддршка што доаѓа од страна на НАТО е од големо значење за нас, за навремено и успешно завршување на реформските процеси. Референдумот на 30 септември ќе биде уште еден важен предизвик. Ние сме на историски крстопат за нашата иднина. Убеден сум дека граѓаните ќе ја препознаат важноста за моментот, за перспективите на нашата земја. Во таа насока, очекувам дека релевантните политички партии, особено опозицијата, ќе покажат единство и дека ќе се вклучат во процесите. Интеграцијата во Европската унија и НАТО се наши национални стратешки приоритети. Тие беа заеднички едногласно поставени пред 25 години. Неодамна повторно беа едногласно реафирмирани во парламентот на 19 јули 2018 година со новата декларација за поддршка на процесот на пристапување на НАТО. Спроведуваме кампања за референдумот базирана на принципите на објективност, транспарентност и рационалност. Нашата цел е да ги информираме граѓаните за придобивките од приемот на Република Македонија во Европската унија и НАТО, како и од важноста за постигнувањето конечен договор за решавање на македонско-грчкиот спор. Согласањето на референдумот, граѓаните ќе го остварат своето право да учествуваат во донесувањето одлука. Убеден сум дека референдумот ќе биде успешен и дека потоа ќе можеме да продолжиме со уставните измени без одложување. Очекувам процесот да го завршиме навреме, за да може протоколот за пристапување во НАТО да биде потпишан на почетокот од 2019 година и да може земјите членки во НАТО да го започнат процесот на ратификација. Со нетрпение очекуваме да го заземеме заслуженото место во НАТО и целосно да го спроведеме товарот и одговорностите во Алијансата. Резултатите од анкетите на јавното мислење охрабруваат. Нашите граѓани сакаат да се реши спорот за името и земјата да се придвижи кон Европската унија и НАТО. 75 до 80% го поддржуваат членството во Европската унија и НАТО. Ова дава оптимизам дека сме на вистинскиот пат. Се сметам себе си за најголем оптимист и тогаш кога беше помали причините за оптимизам, како наближува денот 30 септември, историскиот ден за Македонија, се повеќе немам причини да размислувам што ако. Нема што ако. Јас сум толку убеден дека референдумот ќе успее, дека огромно мнозинство ќе гласа за и дека цензусот ќе биде видливо надминат, зашто и веќе немам дилема. Но единствено што сакам и тоа го споделувам со јавноста, сите заедно да застанеме за нашите национално стратегиски интереси, заради тоа што сите заедно посакуваме Македонија да биде членка на НАТО и Европската унија. Согласно што и посакуваме подобар економски стандард на нашите граѓани, младите да ни останат овде и да имаме просперитет дома во нашата земја.